во духот на медена земја. Очигледно дека медот станува преокупација. Јас ќе му придам од аспект на пчеларството, медопроизводството, можностите и шансите за вработување. Мој денешен гостин е Александар Михајловски, пчелар, кој на одреден начин би рекол дека сте само иницијативен, немате фирма, немате само вработување така натаму. Што е тоа што ве натера да придете кон пчелопроизводството и колку, на пример, имате пчелни кошнички? Сега ракувам со неколку, одржавам неколку стотина пчелни сандаци. А мојата иницијација беше повеќе за моето здравје. Значи беше како и повеќето пчелари што почнуваат кај нас од еколошки причини, за моето здравје да можам да си користам мед сам, што знам како е произведен, да си го користам за себе, за своето семејство. Дали денеска пчеларството е исплатлива гранка, со оглед на фактор дека тоа, освен што е израз на некакви еколошки стандарди, се повеќе во светот извозот на медот представува вносен бизнис и за производство? Се е тоа релативно. Значи, моето искуство е дека во Македонија не е исплатливо. Значи, во моето искуство. Јас сум 30 и кусор години пчелар и ако нема субвенција, ако нема поддршки од страна, ако сме оставени сами на себе и на климатските промени што се актуелни, ние сме непродуктивни, во суштина не сме доволно профитабилни. Иако профитот може да се оствари на разни други начини, значи не е само за медот прашање, значи се остварува преку производство или употреба на пчелите за производство на други пчелни производи, како што е конјунктурниот пчелен отров, прополис, полен. Медот сега доаѓа на секундарен план, значи не е веќе примарно производ од пчелите. Овој мед е ваше производство? Да, тоа се производство на моите пчели. Тоа е планински од какви шуми? Различно, значи ова е ливадски мед, а овој мед, например, е од медлика. Тоа е производ на растителен производ што го лачат дрвата. Дали кристализацијата е знак за природноста на медот? Со оглед на фактор дека медопроизводството, особено извозните артикли, понекогаш знаат да бидат злоупотребени. Секако е знак. Значи, секој природен мед во принцип кристализира. Сега има само одредени исклучоци кои не кристализираат. Но тоа не е знак дека е медот 100% природен. Значи, имаме производители на вештачки мед кои можат да го кристализираат нивниот мед. Да направат таква копи-пейст варијанта и да не го препознаат? Да, дали изгледа потполно исто како ова тегла што е. Ова е природен мед, но може, значи, да се направи мед од кој не видел ни воопшто пчели и да личи како ова, сосема исто. Александар Михајловски, пчелопроизводител, под импресија сме на ова наша филмска промоција Медена земја. Ми се чини дека тоа ќе биде некаков бренд кој може меѓу другото и за пчеларство да отвори некакви други перспективи. Но има една варијанта која е добра да се дообјасни. Што значат диви пчели? Каква е карактеристиката на медот произведен од дивите пчели? Кој Атиче го собира, нели, од тоа се прави драмата? Да, па диви пчели во минатото биле пчели кои живееле во пештерски дупки, мислам во дупки во стени или во дупки во трва, но во сегашно време, во овие последниве 30 години, такво нешто не постои реално. Значи, самите пчели да преживуваат од година на година во такви живеалишта,
е невозможно. Зошто? Заради загаденоста на околината или се помалку? Не, поради овај, видите на словната страница, има на тоа списание слика. Да. Ако се види убаво, ќе се види дека има на тие пчели постојат крлежи. Тие се едни како точкици, ги гледате така, тие ги напаѓаат пчелите, тие се увоз од Азија, значи преку глобализацијата и ги уништуваат пчелите. И затоа едно пчелно семејство кое ќе се најде во некоја природна средина, ќе се изрои од во сегашно време од пчелни сандаци кои ги одгледуваат пчеларите, значи се ројат пчелите и бегаат во такви шуплини, живеат во нив извесен период, најмногу 2 до 3 години, и потоа умираат од ваквиве крлежи, тоа се крлежи вароа, се викаат. Има тука една работа која го прави медот од дивите пчели и многу поскап и според стандардите и многу по-хранлив и со медицински варијанти на потреба од примена. Тоа што се купува денеска мед од диви пчели е веродостојност? Видете, не е тоа битно диви дали се. Ви реков дека диви не постојат во права смисла на зборот, дека живеат со години во некои природни средини кај што можат да обстанат со години. Значи нема тоа. Значи тие пчели што се избегани во природна средина прават природно саќе и тоа саќе некој од луѓево се наоѓаат да го собираат, го наоѓаат и го собираат. Тоа било порано и традиционален спорт во нашите села. Значи тоа е стара традиција. Секое скоро рече село имало, ако имало шума, ако имало карпи у близина, имале направено бртви или тие шуплини што ги се прикажани на филмот Медена земја, кај што се затвараат од една страна со плоча камена, а од другата страна има шуплина и пчелите тука ги користат тие бртви за да сформираат пчелно живеалиште. Сега тоа истото може да се рекреира, значи да се направи и во пчелните сандаци. Јас, например, тоа го правам во моите сандаци. Ставам гола рамка од дрвена, на меѓу другите рамки ставам гола рамка, која што нема ништо. Празна е. И пчелите го користат просторот на празниот простор, прават диво саќе, го полнат со мед од природата, го заклопуваат и јас тоа го користам и го продам како мед. Што е разликата меѓу ливадскиот и планинскиот мед? Вие пчелните гнезда каде сандаци ги имате распоредено? Јас ги имам стационарно поставено во зимовалишта кои се околу Скопје. Значи Горна Матка, Долна Матка, околината, другите делови на Скопје имам неколку пчеларника. Значи на повеќе места. Разликата меѓу ливадски и планински? Разликата меѓу ливадски и планински е само во местоположбата на пчелните семејства кај што кога го ваделе медот. По боја може да се распознае? Значи и планинскиот мед некогаш е 99% ливадски, ама го викаме планински тој мед кој што или шумски, тој мед што се наоѓа што пчелите го наоѓаат во некој окружување кај што има шума и кај што има дрвенести растенија. Значи и тие од нив пчелите собираат нектар. Александар Михајловски, пчелоодгледувач и медопроизводител, гостин во Утински брифинг по Медена земја и незината економска мисија, културна и економска мисија. Се враќаме на економските бенефити од медот во Македонија. Колку е вкупното производство на мед во Македонија? Тоа никој не го знае. Значи тие податоци се сосема неточни што се објавуваат. Може да се добијат годишни извештаи од царината колку мед е извезен, но колку е произведено тоа никој не може да го каже. Тоа значи немаме податоци, ние како пчелари не сме организирани во браншови организации реално и немаме податоци за тие параметри. Значи било какви бројки да се кажат, тоа се буквално бројки од памет извадени, немаат никаква основа. Вие сте
Не се знае таа. Вашиот мед го пласирате на прак, како што би рекле од дор до дор, од врата на врата. Имате постојано клиенти кои може да го консумираат вашиот капацитет на производство? Па имам до одредена мерка. Значи сега последниве години кога ми се намали производството на мед, значи мојот просек се намали многу од порано. И сега цената ја морав да ја подигнам. Значи е ритната на сите пчелари, не само мојот. И е висока цената за нашите стандард и така да продажбата е многу намалена, а во друга страна во маркетите се продава многу фалсификуван мед и многу увозен мед кој нема соодветни. Кој го анализира медот што го везуваме? Еден период се крена врева кинески мед фалсификуван. Сега има нова тенденција дека од Молдавија вратениот мед од Европска Унија нам ни се пласира како или увезен или домашно производство. А тамо има, според некои информации, има прилично симптоматични состави. Па имаме државни организации кои се специализирани за тоа или имаат функција да го прават тоа, но моите искуства се дека тие се недоволно стручни, не се доволно образовани, немаат техничка подготвеност за да прават сериозни анализи. Значи тоа ги прават на запад специјални институти кои се специализирани само за тоа, во кои што работат голем број на стручњаци кои се животно ориентирани. Значи цела кариера им е околу тоа поврзана. Не се тие како нашиве, да кажам. Значи ние имаме само рудиментарни анализи што се прават и со кои што се докажува дека таа супстанца не е нешто трето. Кој го откупува македонскиот мед на другите странски пазари? Дали е точно дека словенците се тие кои доаѓаат со 3-4 цистерни и го откупуваат целиот мед? Не, точно тоа било порано, пред во бивша Југославија. А сега не? Сега веќе тоа не постои, сега се извезува врз база на лични контакти, на бизнисмени кои си имаат македонско потекло, ја живеат и работат во странство, дури во Австралија. Значи имаме извоз на македонски мед и во Австралија и секаде. Но тоа се базира само на личните иницијативи на луѓето. Михаловски, што е тоа потребно како инвестиција од медот да се добијат овие други производи кои имаат многу повредносни и поширок спектар на примена, полен, перга, крем мед, креми на база на прополис и така натаму. Што од ова вие правите? Па видете, во моето редовно работење немам такви производи затоа што на пазаров наш тие производи не се барат ако не се излегува на пчеларски манифестации, изложби, саеми. Значи кога се излегува на такви манифестации, потрошувачката на тие производи постои. Но кога пчеларот нема излез на такви или не оди на такви манифестации, единствено кај нас што се бара во поголеми количини е медот. Потоа млечот се бара за подигнување на имунитетот и поленот. За пчелниот отров кој веле сила во производство на мед? Денове прочитав, например, зачер имало пчеларски симпозиум во Скопје дека на пример Јапонија заработува, односно произведува мед и од трговија со прополис, само со прополис, има вредност од 1 милиарда американски долари. Франција до вчера беше една главна дестинација на производство и извоз на мед, сега дури увезува. Кои се земите кои се заинтересирани за автентичен природен мед? Да, тие највисоко развиените земји се заинтересирани. Но тие не се секогаш производители. Тоа не е точно за Јапонија. Јапонија може да го води тоа како свое производство, но она си го делегирала своето, значи под нејзини инструкции произведуваат други земји. Други земји понеразвиени во светот, во околиното азиско окружување и произведуваат за нив. И сега како го евидентираат они тоа, не знам, важно влегува во нивниот буџет, па излегува, се продава, се препродава. Например, Германија е најголем трговец на мед во Европска Унија. Значи, они продаваат мед во цела Европска Унија неколкукратно повеќе од она што го произведуваат.
Многу кратно. Значи, имаме региони во светов кај што во одреден период медопроизводството е зголемено заради добрите сезони. Значи, добра сезона која ќе се погоди во некој дел од светот, дали Јужна Америка, сега, например, актуелна е, оваа сезона има екстремно добро производство во Нов Зеланд. Имате ли информации, господине Михайловски, колку има, условно, сега не ме сваќате погрешно, аматерски и професионални поединци или организации кои се занимаваат со медопроизводство, со пчеларство? Па има многу, сега е популарно. Значи, медот, производството на мед и како секундарно или примарно занимање? Да, како секундарно занимање, дополнително занимање во главно. Има и такви што се занимаваат професионално, што се обидуваат да бидат професионалци. Значи се обидуваат и тие обиди траат некогаш и по 10, 15, 20 години. И потоа и се откажуваат многу од тие. Имате симпозиуми за остручување, за стандарди и така натаму? Па за сме имале и денеска информациите се многу полесно достапни преку интернет, така да тие форми на дистрибуција на знаење, на умења се депласирани во моментов. Значи, кој сака да научи за нешто конкретно, се обраќа на интернет и ги наоѓа соодветните информации. Овие две брошури што ги донесовте, Балкански стандард на Мелито Гора за пчелни сандаци. Тоа е некој труд на едукација, да, или? Тоа е обид за да се стандардизира опремата пчеларска што се изработува дрвото со сандаците, да бидат со едни стандардни димензии за да може да се употребува после сандакот за многу други намени и опремата што се користи за во пчеларството, другата опрема, центрифуги, отлапачи и другата опрема да биде според тие стандарди направена. Значи тоа е обид за стандардизација кој што е успешен, затоа што уствари го следи целокупниот тренд на Балканот. Го гледавте Медена земја? Да. Дали е автентичен? Бар во овој дел на дивите пчели на пчеларството? Па има неколку моменти тука што многу лесно изгледа ги поминуваат луѓето. Атидже е неуспешен пчелар, значи ги губи сите пчели. Незиното образложение е дека ги губи заради комшиите, затоа што според незиното објаснување таа ги губи пчелите заради тоа што комшиите го ваделе со медот од своите сандаци порано во сезоната. И ги напаѓале нивните пчели и на тој начин ги изгубила пчелите. Што значи незината искрена и прилично веродостојна? Пола за мене, пола за пчелите. Па тоа е една мерка што е стара, да кажам. Тоа е од старо време останато. Но сега во изменетиве климатски услови апсолутно не одговара на реалноста, затоа што сега е 1/4 за мене како пчелар, а 3/4 за пчелите. Ако сакаш да ги преживееш на тој мед што самите го собрале. Без да додаваш некакви додатоци во облик на шеќерни сирупи и други видови на прихрани, дополнителни. Благодарам Александар Михайловски, пчелопроизводител или медопроизводител, како сакате, повеќе или помалку самиот вели самоук, повеќе или помалку како секундарно занимање, но во секој случај пчеларството може да биде една нова гранка на саморепродукција, на економски комплексни мерки на стимулација од државата, која може, меѓу другото, и да вработи ако се има организирано производство и откуп на медот. Благодарам што бевте гости.